осознавањето на ова благородно дело, за Крлежа стои 20 години од градењето и 100 години од неговото првоопределено Македонија. Посебно би сакал да ги поздравам гостите од Република Хрватска, за што ги поздравили из Европи, да спазиме европски начин, добродошли на Балкану, и да може добар борба у себе. Сви ве поздравувам, извинувам ако некој заборавив, поздравени сте од срце. А сега почитувани присутни, ја да помолам председателот на Македонската академија на Македонската академија да се збори да присутна беседа. Како и секоја годишнина на фондацијата, така и ова ја одбележуваме со објавување на некое научно дело предвидено со нејзината програма. Оваа година тоа е публикацијата посветена на Мирослав Крлежа, писател кој има емблематично значење за светската литература на 20. век. Човек кога академик Гане Тодоровски со право го нарекува Волтер на нашето време. Човек кој бил голем пријател на Македонија и на македонската култура. Но неговата поврзаност со Македонија не резултира само од крстувањето на неговиот животен пат со неа. Првото доаѓање во Скопје во 1913 година, изведбата на неговата драма во логорот во Народниот театар во Скопје 1937 година, неговата особена грижа при подготовката на монументалната изложба на средновековната уметност на народите на Југославија во Париз 1950 година, македонската средновековна уметност преку фреските од Света Софија и Свети Пантелеймон, иконите и иконостасите да доживее најдостоинствена промоција пред светската културна јавност. Престојот и разговорите во Македонија со македонските писатели во 1960 година. Средбата со македонските писатели при врачувањето на Златниот венец на Струшките вечери на поезијата во неговиот дом во Загреб во 1979 година. Многу повеќе од тоа, според објаснувањата на компетентните оценувачи на неговото грандиозно дело, токму Македонија со нејзината трагична судбина оставила силен печат врз неговиот животен став, изразен низ неговите дела. Македонија, што е запознал Крлежа во најтрагичните периоди на нејзината и на балканската историја, сигурно ги подсилила, а може би и придонела за дефинитивно одредување на неговите внатрешни, тревожни погледи на времето во кое живеел и творел, поради што и посветил внимание во повеќе своји дела, Знамиња, In Extremis и други. Крлежа се вброил во редот на најголемите писатели на нашето време, токму затоа што успеал на највисоко можно естетско рамниште да го обликува и представи внатрешниот природен нагон на поединецот за слобода и неговиот судир со нужното надворешно окружување, олицетворено низ општествените односи или големите државни системи. Неговото прво доаѓање во Скопје се случило во екот на Втората Балканска војна и Брегалничката битка, со која завршила војната пресметка помеѓу завојуваните страни, што имала за последица конечна поделба на Македонија. Тој ја доживеа некако судбоносен слом на јужнословенските народни идеали. Брегалница, вели тој, е само последица на проклетата државотворна логика, зашто кога каква било племенита мисла ќе се претвори во државна политика, таа се остварува со топови и бајонети, пишува во своите Знамиња. Неговата литература е затоа лектира не на индивидуализмот, туку на социоиндивидуализмот, на психолошката ситуација на поединецот, распнат помеѓу стремежот за слобода и социјалните околности што ја детерминираат и истовремено ограничуваат. Таа се родила од неговиот личен животен искус, искаен од драматични падови на неговите високи идеали и чувството на промашеност, изгубена надеж дека во светот на ограничени можности и моќта на други спротивставени сили, дека човекот може да го оствари идеалот на слободата како етичко, естетско и социјално совршенство. Од тука, од убедувањето дека поединецот во такви околности ја губи битката за човечкото достоинство,
рамноправноста и еднаквоста, социјалната правда и вистината се родили неговиот гнев, можам да речам и бес, и осуда на темните времења и вилаети. Се благодарам што поопште идејата за формирање на фондацијата вистина деласно нешто прекрасно како што ние како семејство секојдневно. И го гледаме целиот нејзин натамошен развој по оглед спајање на просперитет, јакнење на националните чувства, милта не на национализмот, јакнење на традициите, меѓутоа не е за сметка на другите, напротив, јакнење на регионот. Но тоа е што сакам да се благодарам уште еднаш на целиот одбор, целиот делен одбор на фондацијата, на изменатите членови кои што се тука веќе во случајот Блаже Христевски, академик и останалите кои што се Ево Блонсарова е тука. Сакам не сакам кој министр да ви менувам, и тој благодарам